небо. Многу звезди се редат, кај Миро Кацаров во прайм тајм седат. Спреми виски или Дон Периньон, жолта штампа, сега на микрофон. Енергија врие и добар вајб се грева. Секакви приказни кај Миро има врева. Миро, повторно со ново ноќно шоу. Camera, action. Дајте една аплауз за Артист Бенд, за мојот нов бенд вечерва по 8 со Миро Кацаров. Дали може, а сама... Нормално, еден од најдобрите бендови во Македонија е нашиот тим. Или е во нашиот тим заедно со Вечер по 8. Добро вечер, Македонија, добро вечер, добри луѓе. Ете, дојде и време за нас, а ние сме подготвени за вас. Не е битно каде да си, битно е да сте на Алфа телевизија, бидејќи следуваат минути за неуспешните. Следуваат минути кога ќе разговараме, кога ќе пееме, следуваат минути за забава, кога малце ќе го пуштаме нашиот мозок и ќе уживаме со вечерното шоу Вечер по 8. Затоа, веќе мислам дека скоро година дена зборувам дека слободно сместете се вашиот тросет, двосит и фотелја, се извинувам, и уживајте во нашите песни, во нашите разговори со најуспешните луѓе од Македонија. Се гледаме за кратко. Да, се враќаме веднаш назад во студио покрај или после нашиот препознатив джингл. Лара Иванова, кај си бе, Лара? Еве, како се Како ја испеа песната? Песната која година? Ти си била родена оваа песна која се одбеа? Јас сум 2004 родена. Нема шанс. А јас сум бил роден. Дајте една аплауз за Лара Иванова и Артист Бенд. Една дама која што долги години ги водеше најгледаните национални вести во Македонија. Дама која што кога беше најтешко беше на терен, дама која што ги известуваше сите оние први или ги правеше сите прилози од жештената атмосфера во Македонија, ако не се лажам, 2001. Дама која што новинарството го знае во малите прсти, народно кажано, и дама која што самото појување последен до ден денеска е една од најпопуларните новинарки и презентерки во Македонија. Дами и господа, нашата Ивона Талевска! На времето беше многу страшно ако Ивона Талевска те каже на вести. Зошто? Не знам, така некако. Чекај само Ивона да не ме каже, пошто нели се презентира такви работи, нешто цело време кога случуваш, Ивона Талевска ќе искочи на вести и само да не го каже твоето име, пошто нели се беше нешто цело време ни се нешто дешава во Македонија динамично. Ивона, ти е пријатно кај мене во студио? Најпрво благодарам за поканата да бидам дел од твоето шоу. Благодарам што прифати. Се надевам дека ќе имаме убав и квалитетен разговор со многу шеги, да. Честитки за изведбата на студиото изгледа светски. Твоја колешка. Твоја не, ти си пеач. Моја колешка. Препознат ли лик на нашата матична телевизија на Алфа. Има познат маж и они се познати како мене, Ивана како Мики, Светлана Црнокрак и така како Дејвид и Викторија Бекам и така натаму и така натаму. Станува збор за новинар, водител, презентер кој што е еден од неубавите кај нас во телевизија, кој што е еден од најелоквентните и човек или дама која што секогаш кога прашува со достоинство. Анастасија Илиевска! Ивона, кој политичар во Македонија или од Македонија би преживеал најдолго во реалити шоу? Па мислам дека без исклучок сите би преживеа. Да, во реалити шоу? Во реалити шоу, да. Ивона, со кој гостин би заглавила наредно 12 сати без да полудиш? Онака, кој ти е најинтересен? Кој ти бил најинтересен? Со кој онака
и си кажеш еви гостини политичари некој што така убаво ми е со него да седам, не е негативен, расположен е. Од политичарите сакаш да бираме некој? Па некако да, цело време, да, па и твојот политичкиот свет беше и твој сектор, така? Па види, мене, например, најпријатно ми е кога седам со Анастасија и доста често разговараме со часови разменуваме мислења, Жени мајка не е идеи. случајно, јас мислам, не ми никој кажа да не викнам. Вие толку приватно се дружите, или се законно? Ние приватно, да, многу се дружиме Добро. и многу се почитуваме, така што ако треба да изберам, јас би избрала Анастасија, бидејќи знам дека времето ќе помине многу квалитетно. Со Анастасија ќе си седеш 12 сати најредовно. Да. И нема да полудиш. Без проблем. И ќе си правите муавет. Да. А ќе си оговарате ли малце? Не оговараме. За среќа не оговараме. Ама женските тие малце, не. Нема, ич. И што си правите муавет, на пример? Погоден ми е нејзиниот карактер. Јас со нејза се надополнувам, се надоградувам и она во разговорите со мене верувам дека е Ми исто. војне може па цело време интелектуално да се разговара. Па сега, така ми За е дадено. шминки си правите муавет? Да, правиме Си муавет. правите муавет. За ситуацијата во Македонија и те како, за фудбал не си правите муавет. Па не сум јас некој голем љубител на фудбалот, порано повеќе следев, сега повеќе следам економски теми. За директорот на Универзална зборите? Добро. Сакам така да стартувам, ама викам, ајде да не тргнеме одма на Не, нож, да не удирам под цеваница. Малце сам на своја сметка, да. Како се секаш како најпознат директор во држава? Еден период одвратно, сега ми дојде така убаво, малце се опушти и вака се убави луѓе у студио, сум опуштен и ете, сето чува за 3 дена, така викаат. И па ајде се да разјасниме за гледачите. Нели, Бодан, немој, молим ти се, значи, не, никако не ми отвори таква, не. Лара, те демне уште тоа со пајак тој хитот, значи стварно, човече, јас се и викам на Мија позади на керка ми, тато знаеш кој е? Нека да. Вика кој е? Па со пајак што значи те демне тоа е некое позитивно проклество, што и да направиш ќе биде бела. Што и да тоа е лична карта твоја. Јас сум преблагодарна тоа што се случи. Така е. Мислам дека многу артисти тоа го посакуваат, и јас им го посакувам. Значи, и не само на мене, посакувам многу повеќе да се повторуваат такви хитови. Тука затоа што мислам дека треба да знаат луѓето за македонската музика и пошироко од Македонија. Да не сте скарани со Ивана Талев? Така, Зашто далеко седиме? Стави го дувчето меѓу вас. Ивана, да не си љутиш нешто на Лара? Зашо да се Да е просто, Не. Сега се запознавме. Имаше ли простор да се налутиме? Колку милиони има преглед? 41 милион последно. Анастасија, 40 озбилно. Македонска Секоја песна. Секоја чест. Фала многу. Секоја Дома чест, јас да. ги слушаме со моите две деца, пееме на... Не, више не ја пуштам, Фала досадна ми. многу. Не, никогаш нема да ни биде досадна. Значи, ја му тепавме. Дури ако е запозна сегашната жена, тоа пред 4 години, цело време тогаш има Пежо и на Bluetooth, дај бела, Дај Ивана, бела. дај човек 15 години си. Но и стварно е убава песната. И сега малце паузирам од белата, знаеш. Не, добро, мислам, нормално е да се презаситиме од некоја песна, Шал. така да има нови, ќе излегуваат и ќе може да ги слушате тие. Лари, што е најголем, мислам, кој има повеќе од вас бројки на YouTube? Сега за сега нема. Сега Мислам, јас сте верувам прваци, дека така? верувам дека има многу слушани песни кои што не може да одредиме колку луѓето ги знаат, затоа што песните на Тоше, на Калиопи, Каролина, Така е, Тамара, добро, да, нормално точно. тоа се хитови кои што Дефинитивно, сите и тоа луѓе се ги знаат. легенди на македонската музика. Ви уште сте Да. млади, но патот по кој што одите Меѓутоа, покажува дека кога може да гледаме стигнете до тоа според бројки на социјални мрежи и музички платформи, да, дефинитивно била е не само најслушана песна, туку мислам дека најгледано општо видео на YouTube. Луѓе, знаете што е ниво на 40 неколку милиона за Македонија? Секоја чест. Јас сум позитивно шокирана. Озбилно ја сум. мислам- Да. Некој 10 на 15, 20. Работиме и ние во дигитален свет, точно знаеме бројките што значат 40 милиони и за балкански услови е многу, а не за Македонија. Согласувам, при тоа Македонија кој што ние сме колку милиони па 2 и колку имаме Ивана Анастасија, оние што се иселени, колку што 2 милиони имаме. Од прилика. Од прилика. Тоа добро. Поентата е дека, многу еве, важно. например, да споредиме со Бака Прасе. Бака Прасе го лајв кога тера има 600.000 Добро. во Србија, за пазар од 8 милиони. Тоа добро ли е? 44 милиони, Да, нели? Секоја чест. И тоа песнава колку е 3,5 години, не? Секоја чест, да, секоја 3,5 чест. години, да. Кој најмногу те разгалува дома? Па би рекла А знаете колку години има? Ивана, знаеш колку години?
Малечка е. Ако добро слушнав, 2004 си родена, значи 22 години. Малечка е. Малечка. Кој те разгала, затоа морам така да постав. Па некако со татко ми, така мислам дека Да, уште од мала некако тој секогаш е смирувал топката. Можеби тоа и во поголем случај кај женско кога е поврзано со татко повеќе, затоа што со мајка ми знаеме некогаш да се подскараме за Знае да некој. Како? Знае да писне на тебе мајка? Да, знае, да. Па женско со женско нормално, дека ќе најде нешто. Каква беше кога дете, мирна или беше ваква мирна? Мирна, да, цел живот. Да. Јас противно. Добро ти благодарам што ме праша, бидејќи Ивона ме праша нешто друго, ја мислев и ти ќе им поставиш под прашање. Се шалам. Анастасија, Повели? кој од јавната сцена или кој од политичарите има најголемо его? Видете, кога станува збор за јавност и за Ајде ти. Вие сте на ти, да. На ти. На ти Миро. Миро. Миро, да. Знаеш. Да, Сите Миро што знае. сме во јавната сцена има ега тука. Без разлика дали е во новинарство, во јавен живот, постојат ега и треба да има, понекогаш што знае да биде дошто за да не заштити на моменти, се дека не ги превземе така, не ги премине некои граници. Не би кажала не би знаела кој да оценам кој би имал. Па на вистина сега би било сите имаат. Сите имаат и сите ние тука имаме, да бидеме реални. Имаме така, да. И тоа не, пак ќе кажам, не е лошо се дека е во граници. Во граници. Мислите дека, ајде малце, пошто ете јас имам его. И тоа ми е еден вид проблем. Сите ние јавните личности, мислите тоа некојаш дека може да доведе до голем проблем со сопственото ако не знаеш на моменти, не знаеш кога да го спуштиш. Ивона, Анастасија, во е за вас, пошто Лара се уште мала за его. Апсолутно. Ако не го контролираш, егото е покритие за незнаење и луѓето кои што имаат големо его имаат премалку знаење. Фала ти. Тоа е научно докажано, тоа е дефиниција. Убаво е да имаш секоја јавна работа, во секоја јавна професија треба малце, како што каза Анастасија, да имаш малце его, но секој утро истото мораш да го множиш со нула ако сакаш да успееш во јавната професија, дали е политика, дали е новинарство, дали е театар, дали е глума, дали е музика, мора да се помножи со нула и секој ден на нова борба и секој ден на нов почеток за да се успее одново. Има ли гостин кој што пред камера е фин, а позади е катастрофа? Ти си имали случајно нешто, еве? Не? Не, секогаш биле дури како да кажам, зависи. Ние имаме специфични емисии, многу се поразлични политичките емисии од забавните. А смееш ли се да прашаш у политичка емисија како кај мене, вака да биеш опуштен? Па сега, ако е темата поврзана со некој, не можеш да прашаш што е. Институција треба да знаеш. Не можеш да прашаш дали жена ти рече да седнеш тука, например. Или Тоа не можеш, така? Малте не е соодветно. Значи, забавна емисија си е забавна, затоа сум си ја и опушта. Но види, мора да знаеме сите ние дека кога работиме во јавна сцена, кога работиме со луѓе, треба да ја знаеме човековата психологија, егото е дел од човековата психологија. И знаејќи го тоа, тогаш ќе знаеме како да се поставиме со соговорникот, а некогаш и треба да знаеш да се поставиш во самата емисија, ќе се согласи Ивона па и ти, дека некогаш треба да се поставиш за да можеш да имаш, ако ти е некој соговорник кој што е така поспецифичен. Не можеш да прашаш во политички емисии се, од проста причина што нема доволно време да прашаш се. Тоа е првата работа, времето, тајмлајнот е многу краток, а второ и публиката на која што и се обраќаш е таргетирана и не бара да прашуваш се. Се согласувам, не е имам широка публика. Мене може да ме гледа, да, сите, але тие што гледаат политика се таргетирани, убаво кажа, на пример, некој не сака некого, тоа му е здодевно, некој не го интересира или не ја разбира политиката. Но ми беше едно прашање да ве прашам, после идам кај Лара. Мене ми ова прашање многу битно од секогаш, уште пред да работам тоест позади камерите или пред камерите, како сакат да го сватат луѓето, дали кога доаѓаат големите политичари има протокол? Значи протокол тоа, треба прашање да му се постават претходно на мејл, за да тој ги прочита. Дали доаѓа со негов асистент, кај што најчесто ти прашањата му ги даваш, па асистентот ги гледа. Зборам за гости како премиери, како претседатели сте имале, поготово ти, човек кој што води држава и ти вика морам да ги видам прашањата, морам да се консултирам со мојот тим. Генерално тоа е протокол. Или не е во протоколот? Тоа е меѓусебно почитување.
се бараат генерално темите за кои што ќе се разговара. Значи ќе збориме за политика, ќе збориме за економија, ќе збориме за здравство, ќе збориме за универзална сала, измислувам сега генералните теми да. Оние политичари кои што се, како да кажам, по-неуки ги бараат сите прашања и бараат стриктно држење до прашањата и однапред да ги имаат смислено одговорите нивните тимови, а оние политичари кои што знаетот си го држат во малиот прст, кои што ја знаат работата, кои што ја знаат економијата, ја знаат државата, го знаат својот народ, може да се случи да не ви побараат ниту едно прашање, ниту едно тема. Анастасија, дали некогаш исто кај тебе кога сакаш да поканиш или си поканила гостин, ти бара однапред прашања спремени или ти Па не, искрено мислам дека луѓето добро, како што кажа Ивона, ги договараме темите на кои што зборуваме, а во делот на протоколот ако е некоја висока личност која што има висока функција, апсолутно некогаш доаѓа дел од обезбедувањето пред да стигне да речеме премиер председател, па потоа пристига нели премиерот председател. Да, тоа јас имам видено преходна телевизија, да не минувам, пред да мислам дека председателот на владата или председателката претходно доа обезбедување. Да. И све као мене беше многу јако ми беше, знаеш, доаѓаат, знаеш да нема нешто. Тоа е безбедносен протокол. Дали тоа е протоколот безбедносни проверки мора да има за сите носители на јавни функции, да. Или па кога сме оделе на пресконференција, исто така, на пресконференција или на настани кога сме новинари на терен, ако си на некој настан на кој што има висок државен функционер, кога ќе замина сите, ако останеш ти да си чекаш да ти дојде кола да те земе назад во ќе видиш на крај колку луѓе има одоколу, што се тука дел од тој систем каде што се грижа за безбедноста на таа личност. А што не се гледа, ништо тоа не се гледа. Да се гледа. Значи сепак сме држава. Држава сме. Тоа ти викам чим оти многу пати. Нели системот види каков е. Мене беше многу чудно лани се од снимање завршувам у претходна телевизија, гледам доаѓаат, чепкаат, бркаат. Што се викам случај, вика доаѓаат. Не знам дали беше Христијан или беше Гордана, председателот или премиерот, но тоа беше јојко ми јако човече видео, знаеш. Така убаво ми доаѓа, знаеш дека сега пак доаѓа битен лик. Така. А во однос на прашања, можеш да и да договориш прашања. Кога разговараш со некој, можеш ли се да предвидиш како ќе оди разговорот? Не. Некои прашања доаѓаат од самиот начин на кој што комуницираме. И тече мисла од прашање добиваш ништо не може да го испланираме однапред. Дефинитивно. Во тој дел, кога станува збор за прашање, барам јас секогаш оставам простор да најдеме некоја тема на која што или некоја прашање кое што можеби во моментот пред да подготвувам емисијата не сум го испланирала, но ме инспирирал соговорникот. Тасија, Ивона, Лара, брз круг игра, значи 3 секунди, нема повеќе мислење од 3 секунди. Океј, може да почнеме со Ивона Талеска. Кафе или коктел? Размислувај, нема се. Лара Иванова, порака или повик? Порака. Ти си значи романтична, добро. Токсичен ех или досаден good guy? Ништо од тие две. Добро бе, знам, така ти се погодите што да направам, така извадено. Океј, добро, ајде. Штикли или патики? Штикли. Инстаграм или тикток? Инстаграм. Утро или полноќ? Утро. Утро знам, пошто кога доаѓаш на телевизија со музика, доаѓаш кога работевме заедно. Ти текно, има да. Љубов или кариера? Љубов. Ајде бе. Љубов. Па ако се навратим најназад, јас љубовта си ја избрав. Пари или мир? Мир. Реалити шоу или подкаст? Подкаст. Добро, женски, Ивона, Анастасија, бидејќи доаѓаат од истиот сектор политика, има политичари што глумат морал, а се спротивни? Има, не? Има, да. Има политичари што знаат да ви се наљутат после отколку има, да, и тоа. Кажи нешто, например, Анастасија? Повели. Има политичари што знаат да се наљутат, например, тоа прашањето не. Па сега да не отвараме на таму политичка тема, има политичари што одбиваат да дојдат во Алфа телевизија. Тоа знам, да. Па сега. Не, што одбиваат, има политичари кои што го знаат за наетот и луѓето и гласачите и кои што работат за доброто на државата, има политичари кои што работат само за себе. И тие кои што работат само за себе, исклучиво за себе се луѓе кои што се лутат на новинари, им се закануваат на новинари, вреѓаат, дека ќе превземаат собственост на медиуми и така натаму. И тоа е веќе традиционално со децении наназад.
меѓутоа не се вредни да ги спомнуваме вечерва во вака убава емисија. Не, да, тачно, ама ме па ми се јаги он некако. А бе Многу Анастасија. се јаки, тотално неписмени лопови. Многу се јаки. Мора Талеска, тоа е тоа, апсолутно, таква си е. Морам да ги потенцирам и моите спонзори, без кои дефинитивно вечер по 8 немаше да биде една од најгледаните емисии во македонскиот етер кога станува збор за забавата, имате и некои поклони. Тоа се козметичко студио Divine, Autovelt, Mobile Zone, Mix Свете Николе, Фокабо, Црво Експрес, Аморе Мио, Оптика Визус, Тобако Томи, Автоклиника Фурка, ако не се лаđам, Home Center Аджико, исто така имате поклони и друг не сум некој заборел, да, и нашиот спонзор Црво Експрес кој што е овде и на крајот со него ќе завршиме емисијата. За жени, Ивона, сакаш некој поклон? Штип е убав град и кога ќе ти дојде патот за Штип, јас ќе ти дадам ваучер од 2000 денари од козметичко студио Divine во центарот на градот. Ти благодарам. Јас бев минатата година бев во Штип и долго време немав Ја ми се отидено. каже минатата недела. Не, минатата година беше Абе, и за до година ќе важи овој. и сакав да кажам дека сум воодушевена Што? од развојот Така. на градот, од Шала растот и настана, развојот мајке ми. на градот. Така. Тоа е сосема друг град Сосема. од последен пат јас кога сум била таму. Паланка беше порано. И сега е толку економски развиен, Така. толку инфраструктурно Така. развиен, толку привлекува доселување на луѓето од околината, индустријски се развива, Се значи согласувам. секоја чест на локалната Се самоуправа согласувам. за работата во Штип. Така е, Секоја поздрав, чест. да, поздрав и голем поздрав исто до Иван, градоначалникот, наш пријател. Ларич, исто на Махфест ке пееш? Ќе видиме. Ке видиме. Еве. И да не пеам, може И да да не пееш, отидам идеш во да Штип, гледам. 2000 денари, козметичко студио Divine. Можеш све да си направиш, мислам дека имаат се и бака јавни личности плюс 2000 ќе ви дадат. Значи кога ќе видат таму дека сте, Ќе се договориме, можеме заедно и те поводи причини. исто и за да тебе, злато моје, Фала повели, ова многу. за Анастасија. Си имате таму исто што би одбрале од козметичко студио Divine, кој што наоѓа во Штип, тој е првиот поклон и нашиот ваучер. Дали е сега време за нашите модели од најдобрата модна агенција Max Models со прашања и ако одговорат на тие интересни прашања добиваат поклон од нашите спонзори Аджико Home Center, Mix Свете Николи и Црво Експрес. Може. Имаме прашања од публиката, од Инстаграм, што сака да ве прашат македонскиот народ. Почнуваме од кого, од Ивона? Ивона. Ајде. Може. Кој наслов би сакала никогаш да не го прочиташ за себе? Многу такви видови изминати. Меѓутоа, се тоа помина и наслов што не би сакала да го прочитам за себе е Може јас? Ивона Талеска прави трансфер во СДСМ. тоа ни на сон не може да се случи. Ивона веќе не е паметна од прилика. Тоа е Добро, супер, да. А што е потешко? Добра вест или лошо прашање ако би требале да одберат? што е потешко? Потешко е лошо прашање да се постави секако, а добра вест е добре дојдена за секого. Позитивно е. Да. Ако можеш да водиш еден ден емисија без правила, што би направила? Интервју. Нешто поспецифично, нешто контроверзно. Секогаш кога би сакала некогаш всушност да направам една ток-шоу емисија и да ги прашувам и политичарите и луѓето со кои што соработувам сосема поинакви прашања од сосема поинаков агол. Тоа да ми е неостварена желба да направам едно ток-шоу. Тоа е Ама јас одлично. како водител. Тоа одлично. Да. И гостин да ме викнеш. Добро, Не директоре. функционер. А ако се сеќавате и дали сте имале до сега, кој ви е најнеочекуваниот момент во животот? Најнеочекуван. Некој пресврт ако ви се случило или нешто така? Па да, 2014-15 година
нас не учеле дека треба, кога излегуваш на улица, треба да гледаш лево и десно. А во 2014-15 година, јас кога излегов на улица, ми падна авион врз глава. Така да, и периоди се фигуративно ми падна авион врз глава, не тоа вистински. Да, сватив отпосле. Да. Па плавуша сум, тоа ми треба време. Добро? Точно, да, фала ви на вас двете, точно па ви. Лара. Кој е најчудниот комплимент што си го добила? Не знам. Чекај сега ме замисли. Најчудниот комплимент. Па не знам никогаш како да сватам кога ќе ми кажат поубаво изгледаш во живо. Не знам дали тоа значи дека лошо излегувам на камера. Па нели мене ми го зборат истото, не Тоа е најчуден истото и комплимент. мене ми го зборат, изгледа Да. не сме фотогенични. Не знам. Не, тоа е. Увек ми го и поготоа бабите у маркетиве. Да. Леле Миро како е добро, викам да знам камера шири ја по Да. многу поубаво изгледаш. Па тоа поготово мисла дека сум покрупна Бога ми, да, во живо, но тоа а е не супер. Значи боле. Јас го уживо сваќам него, како да. комплимент, Исто, така да, фала. Да. Која песна ја пееш кога се случува некој неочекуван момент? Кога треба веднаш да почнеш да пееш некоја песна? Па не знам, од моите песни или општо некоја песна ако треба вака Може и да општо. запеам. Па вака општо се случува и од моите да запеам, пример, некогаш ќе помине секогаш песна која што луѓе ми ја бараат и која што и јас уживам да ја пеам. А вака општо може било која песна што во моментот ми е драга да почнам да ја пеам. Така да секогаш е различно. Да. Добро. Најлошиот упад од обожавател, што си го имала? Па не сум имала На твој многу лоши. Дефинитивно има фанови кои што некако се пристрасни и сакаат одма да те гушнат, да се сликаат и сето тоа, меѓутоа тоа го разбирам и во глобала и го сакам тоа. Сакам луѓето да се опуштени со мене затоа што и јас сум човек, така да нема зашто да се устручаваме. Не сум имала до сега многу непријатна ситуација, можеби еднаш кога малце сум се заплашила од пристапот и тоа било доста чуден. Мислам не било после наста, било случка вака кога сретнав еден човек покрај Сити Мол и буквално сакаше да останеме на кафе заедно и се, меѓутоа јас нормално не бев во можноста и не знам нели колку сум јас сигурна во таа ситуација. Па не беше никако пуштање. Тоа беше баш некоја чудна ситуација. Кафе да си пиете. Па да. Па може гледа тој на кафе, што не го Може прашам. гледа. Супер они да гледа на кафе, меѓутоа јас не пијам кафе, така да ќе го разочарав. Ти знаеш што си му направила на него? Двојка си му мавнала, така се кажува тоа у наше време, двојче брат. Ај. Тера работа. Така да Или устромец се вика тера магарето. Ако треба да дадеш некој наслов за твојот живот, ако би бил песна, кој наслов би бил? Кој наслов би бил? Па, не знам. Може треба да размислам. Светот убав е. Тоа ќе биде. Па добро, да, па и твоја е таа. Па и боја, да. Добро. Не е така насловот, ама многу луѓе и така ја знаат песната. Анастасија, ако имаш 24 часа без телефон, што правиш? Ќе уживам. Ќе бидам редок одговор. со семејството, многу повеќе во природа, ќе правам се што ми одзема внимание телефонот, кој што се трудам да го користам најмалку што можам. Добро, а што луѓето најчесто погрешно го сваќаат за тебе? Мислам дека сум арогантна, тоа е мојата срамежливост, знам дека сум во принцип многу Ја, мислев срамежлива. исто за тебе. Да? Да. Ете. Озбилно, жеми се. А јас сум во суштина многу срамежлива и некогаш таа срамежливост така изгледа како Личи арогантно. да рече арогантно и тоа се соочува. Ја мислам дека тоа ти одбран механизам заради срамежливоста. Да, најверојатно, да. Која луда работа би ја направила барем еднаш? Луда работа еднаш. Па да скокам со падопран, нешто така. А дали имаш некој ритуал што не можеш без тоа, што го правиш секој ден? Ритуал без кој што не можам секој ден. Не знам дали има ритуал, ама не би можела така
Кога сум одвоена од децата, да сум без нив, онака најмаш да си ја гуснеме да заспееме со нив, така што тоа би било. Многу неромантична ма Анастасија. Добро, сега Ама и убаво кажав јас, ништо не кажав лошо на крај. многу неромантично. Романтична. Романтично. Јас па те слушам И јас така неромантично. не, Така, романтично не е А зошто ме така ме слушна Анастасија? Може Романтично. подалеку дека подалеку сме дека од е тие. некуда. Не, па и во не ме ни слуша, гледа. Те слушам, сакам да дадам едно објаснување за Анастасија. Она е толку стамена, толку цврст Стамена карактер, како? стамена жена, цврста жена. Стамена те слушно. Стамена жена, цврста Добро. жена, да ти кога ја имаш нејза покрај себе, имаш чувство не само дека имаш човек што Браво. него дека можеш да го освоиш светот. Браво, тоа е многу убаво чувство и многу убав карактер нејзин. И затоа покрај срамежливоста, главна нејзина карактеристика е стаменоста. Значи јас ретко во животот можеш да се сретнат такви луѓе, Анастасија е така. Браво. О, фала многу. Шубаво изборе. Фала многу. Да, си уверена се славам. За мене само вака мајка ми татко ми избора. Поведе. Толку завршивте? Да? Одлични одговори за одлични поклони. Дали може поклони од нашиот спонзор Аджико Home Center или што? Да, од Аджико Home Center, бидејќи имаме 3 прекрасни дами кои што едната е потенцијална домакинка. Ова е за мојата Ивона Талевска. Злато, имаш вакво или сакаш да го смени? Можете ги смените што немате. Ова тука јас сум Дедо Мраз, ова пуштена. Ова е како- Ама не толку многу. Абе, Ова е како миксер, така шейкер. две ти дадоа на тебе, ти со врски деко алфа враќа едно. А што си добив, не си враќам. Две. Ке преговараме после. Од нашиот спонзор Црво Експрес, туристичка агенција број 1 во Македонија, која што датира уште 1992 година и една од оние агенции кои што има големо реноме во македонскиот туристички свет, МИК Свети Николе. Број 1 македонски бренд кога станува збор за местна индустрија, МИК Свети Николе се наоѓаат низ сите или широко низ сите рафтови во македонските продавници на секаде во Македонија. Прст или да излезеш така народно кажано кога ќе пробаш суоместни производи од МИК Свети Николе, од нашиот спонзор Автоклиника Фурка, кој што се грижи за мојата кола, имате ваучер. Сакаш ваучер сервис замена за моторно масло и филтер на масло или дијагностика и проверка на клим уред? Не се шал. Што сакаш? Јас колата ја носам на сервис и Ама ова за некој на поклон ќе му го дадеш. Автоклиника Фурка е повели ваучер. Ваучер и за Лари Иванова од Автоклиника Фурка, сервис замена за моторно масло и фито за масло и за Богдан или за За мене. се по две работи. Ке мислам на вистина дека нешто сум фаќала овде врски, а никош во животот немам го Што немам доби тоа ти? направено. Два фена доби. Јас не знам, а ќе си го вратам едното се Не, тоа е едното за Богдан. Има убава коса, он така бујна му е косата. Ќе си го вратам едното Густа. Не, дај му го од мене. Добро. Где да го бидам тоа ли? Хаусберка џа. Ќе го вратиме, еве. Земи Ма си зашо? го. Ма дете молам кажи и на стамената жена дека не сакам да го врати, сакам да го даде по На Богдан? Да, едното за тебе, едното за Богдан. Добро. Па нели он ми е колега? Не сум добар дечко Ивона. Најдобро. не знам директор. Уште едно прашање за крај. Дали има некој што некогаш не би го викнал повторно во емисија? Не. Добро дојдени се сите. Што е највалканата игра што се видела во медиумите? Сум видела многу валкани игри во медиумите и сум ги доживеала и на своја кожа. Така што штом си во јавноста, треба да бидеш спремен за нешто такво, но многу е важно да знаеш како да издржиш се. Анастаси, ако утре излезе блеклист од јавни личности, кој прв би паничал, некој прв ти би го ставил на Блеклиста? Да. Во која смисла? Зашто? Забранета листа на политичар јавни личности, кој прв би паничал од тие што ги знаеш, за да не може да гостува. Тоа прашање за мене, ќе одговорам, ќе ми клучува емисија. Ивона, идеме со Лара. Лара, после Пајак, може да се случи нешто такво? Имаш исто хитови, некој тој вистински мега хит може да искочи или како се раѓа еден таков хит?
Треба Нема среќа, рецепт. треба звездите да се поклопат, треба многу работа, треба труд или едноставно Божја сила или Божја работа. Дефинитивно тоа е Божја сила, тоа е нешто, јас верувам дека е надприродно и дека тоа се случува кога работиш со убава енергија, кога работиш искрено, го сакаш тоа. Мислам дека со напорна работа не може да останеш неприметен. Добро. Така да јас верувам дека може повторно тоа да се случи, а дали ќе се случи, ќе видиме. Што е нешто што секогаш си го носиш со себе? Нешто со мене, искреноста, лојалноста, душата. Тоа Си ги го сакаш носам. луѓето, лојална си, Да. искрена си. А што би кажала на нешто Лара? На помалата Лара? На помалата Лара, Да. никогаш не се откажува од сонот затоа што ќе го оствариш. Одлично на фестивали повторно би настапувала? Да, и ни фалат фестивали, сакам што Нема повеќе да има. Нема да си его трипа кога не освоиш награда? Не, Затоа што најчесто луѓето на фестивали не учествуваат големите јавни личности бидејќи сакаат да освојат награда и затоа се расипаа македонски не, фестивали. мислам дека предходно по моите настапи можат луѓето да видат дека не патам од тоа да секогаш да бидам прво место и да бидам победник. Јас сум таму за да го докажам мојот талент. Ивона Талевска, дали има ли јавна личност што во живо е 10 пати позабавна отколку на тебе? Скоро сите политичари, да. Стварно? Да. Забавни се вако живо? Да, многу се. Интересни се? Да. Знаат како и секој. И многу шеги да кажуваат и на своја сметка да се шегуваат и на туѓа сметка да се вицеви да кажуваат. Зошто тоа не го знаеме ние или некако не сака тоа во јавноста да Епа, тоа е некој друг дел кој што политичар треба ли да биде сериозен Ивона? треба кога ја води државата, треба да биде сериозен. Ако е во опозиција Видовме од или несериозни што не се случи. Така да. Така? Да. Мора да се- Добро, кој најмногу доцни на снимање или кој најмногу доцнал на снимање политичари кои јавни Не личности? доцнат. Не доцнат? Не доцнат. Не доцнат. Во принцип не доцнат. Добро. Ако треба да бидеш една недела без телефон или една недела да не пишеш текст, што би одбрала? Да одам на скијање. Ти можеш и без тоа и без тоа. Ќе се одморам. Сакаш да скиеш? Да. И Кога скијам. најчесто пишуваш текст? Кога ти доаѓа она мотивација? Кога ти доаѓа она ела, народно кажано? Најчесто викаат луѓето кои што пишуваат песни, поети, драматурзи, сценаристи, колумнисти дека кога легнуваат на спиење, дека тогаш доаѓаат најголемите идеи, стануваат или чепкаат на нотис, пишуваат. Кога ти доаѓаат мотивите Има за вистина најдобри и во текстови? тоа, а меѓутоа најпродуктивна сум навечер во изработката на текстови, во креирање и тоа ми е мое време бидејќи се некако се стишува и тогаш можеш и да се слушнеш и себе си и да проанализираш, да видиш што било актуелно во текот на денот и да создаваш нова вредност. И уште една работа. Дали Миро би издржал еден ден со тебе во редакција? Па јас и ти работевме заедно во иста редакција на твоите почетоци со Backstage. Ако не се лажам пред 18-19 години, така што ние многу убаво сме соработували кога сме работеле заедно, дури кога имало и тензии заради определени настани, но секогаш сме имале многу коректни и пријателски односи. Дајте вака да заврши вечерната емисија. Пред да го најавам мојот спонзор и газдата на Црво, морам да ги потенцирам и останете два спонзори без кои вечер по 8 немаше да биде на македонскиот телевизиски етер и на Алфа, една од најгледаните емисии. Тоа се Петроел Компани, нашиот брат Топка, кој што се наоѓа во Скопско Новосело. Имате нормално најповолен технички преглед и се што ви треба за регистрација, а бога ми имате и гориво по најповолни окта цени. И моите пријатели од Аморе Мио Лакшери бренд аутлет во Гевгелија Мол, каде што најголемите брендови ги имате по аутлет цени. Не заборавајте, тоа се моите спонзори кои се општествено одговорни компании и придонесуваат за вечер по 8 со Миро Кацаров, како и Travel Agency Црво Експрес. Кај си бе, брату? Абе, месец дена те нема да се јавеш, да прашаш како сум, добар ли сум. Кај беше, шо беше? Беше кај Италија беше? Да. И после? После Италија кај бевте? Бевте негде, село време сте нагоре. А? Леле, веде води.
браво, дај га. Веде, а ја не го гледам, вие го видовте ли тоа? Да. Ја... Чекав реакција. Жими мајка. Него, значи ја толку си влегов у спонзорите да не сгрешам, нели, они даваат пари и да бидам искрен према нив. Веде, водител. Мајка ти, татко ти, или ќе ги скинам као лист хартија да ги кажеш за оваа мајца. Ама ќе ми ја дајте, ќе си уравам. Имаш нешто друго да ми кажеш? Да. А ти знаеш зашо на тебе не ти ги дадеа клучевите од твојата канцеларија? Зашто? Оти вратата не ти оставиш. Одлично, газата на црво, интересно, да, ова шега ја видов и на Твитер и сите вика тоа што го кажа он. Лето 2026 неа карикратија, флогита, неа модања, неа потидеа, калитеа, кривопиги, полихроно, ханјоти, певкохори, 50 евра повратен билет со Црво експрес, организиран превоз од 8 градови, секој петок, сабота и недела. Црво експрес, ако се вози се со стил многу нормално. Исто така и кај соседите, кај бугарите, Сончев Брек, Несевер, август, парна дата, јули, непарна дата, 2026 година, појагање од 13 градови во Македонија, превоз до Бургас, Ново Поморје, Сончев Брек и Несевер, 70 евра повратен билет. Што друго ви треба, може да го најдете на Црво експрес, ако не се лажам, .com.mk, така и само .mk. .com.mk. Така бе, Русе? Со се, кетчуп, мајонез, љути орегано. Многу нормално. Ти благодарам многу. Поздрави го водителот, ако го видиш во Штип, се гледаме ние наредната емисија. Дами и господа, Анастасија, Лара и Ивона, многу убаво кога со дами си во друштво, бидејќи пред се вие сте понежен пол кој што секој што малце како да кажам, со помирна енергија од нас мажите, пол кој што е многу почитуван од наша страна, бидејќи без вас не се може. Вие сте мајки, вие сте наши сопруги, а и со тоа правите ние мажеве да бидеме поуспешни и да ве почитуваме затоа што ноствено вие и не донесувате на овој свет. И жената го донесела, нели, мажот на овој свет, а ние како ваши партнери тоа треба да го почитуваме. Анастасија, уште многу години да си дел од Алфа телевизија, уште многу години да си дел од мојот или да си со фамилија со мојот колега, прекрасни дечиња. На денешно време е задоволство, предизвик, а богам и одговорно да се одржи една убава фамилија како вашата. Ви посакувам уште многу години и Господа ја благослови. Благодарам од мене и од целото моје семејство. Така е. Ларичка, пред тебе животот. Научи многу работи од нас повозрасните, од поискусните. Имаш огромен талент, имаш огромно искуство. Бог ти го подари тоа што ти треба, тоа е гласот. Многу пееш убаво натаму. Слушај ги пораките на луѓето, почитувај го Бог, 10 Божи заповеди и твојот пат едноставно ти е загарантиран кон успехот. Фала ти, Миро, фала на поканата. Ивона Талевска, ти си едноставно, како да кажам, меси во новинарскиот свет. Оние кои што знаат тоа се многумина да го кажат како мене, дека од тебе има што да се научи. Имаш големо искуство во телевизијата, во уредувањето на вести, на Вестникот вечер, имаш големо искуство со политичари од целиот регион, како што го кажа и ти, не само од Македонија. Твоето искуство треба да е ценето и треба да е благосостојба во Македонија и многу млади треба едноставно да прашуваат и да целуваат совет од тебе. Остани во македонскиот новинарски свет, бидејќи треба да научиш. Твои колеги, еден ден, можеби него ќе дојде ќе биде новата Ивона Талевска. Благодарам за прекрасните зборови. Од сестраце ги мислам. Благодарам. Вам, драги мои, ви благодарам што бевте на Алфа телевизија. Вие сте моја верна публика. Останете, бидејќи сте на вистинска телевизија. Јас сум вашиот домаќин Миро Кацаров. Ве поздравам до следно видување. Чао. Крај, толку лесно кажа крај, а толку тешко признавам дека без тебе морам сам. Знај, јас уште чувствувам, а знам дека не смеам, но така сака душава. Колку и денови да поминат, јас не те заборавам, одново љубов извира, посилна, а потажна. Правам се за тебе, а ти не враќаш, одбиваш се мое.
за тажен крај малку треба, а за среќен срца две. Правам се за тебе, а ти не враќаш, одбиваш се мое. За тажен крај малку треба, а за среќен срца две. Така се завршува и веќе нема суштина за која јас ке живеам. Барем уште еднаш да те видам посреќна во моја преградка. Колку и денови да поминат, јас не те заборавам. Одново љубов извира, посилна, а потажна. Правам се за тебе, а ти не враќаш, одбиваш се мое. За тажен крај малку треба, а за среќен срца две. Правам се за тебе, а ти не враќаш, одбиваш се мое. За тажен крај малку треба, а за среќен срца две. Правам се за тебе, а ти не враќаш, одбиваш се мое. За тажен крај малку треба, а за среќен срца две. Правам се за тебе, а ти не враќаш, одбиваш се мое. За тажен крај малку треба, а за среќен срца две. Light, camera, action.